Добро вечер. Обвинителството поднесе обвинение против 34 физички и 3 правни лица за трагедијата во дискотеката Пулс во Кучани. За двајца поранешни министри пак, како што информираше републичкиот обвинител Коцевски, постапката се запира. Според обвинителниот акт, со години се прикривале неправилности и се дозволувало објектот да функционира, иако не ги исполнувал ниту минималните услови за безбедност. Деталите од Дејан Трајковски. Со години се кршеле закони, се прикривале неправилности за дискотеката Пулс да може да работи без да ги исполнува минималните услови за безбедност, кажа републичкиот обвинител Љупчо Коцевски. Обвинителството го поднесе обвинението против 34 физички и 3 правни лица за една од најголемите трагедии во земјава, во која загинаа 62 лица, меѓу нив 6 деца, бидејќи за влез во дискотеката не се прашувало за години. Прво обвинети се сопственикот на дискотеката заедно со својот син, кој во 12-те години работа на Пулс, правел реконструкции без надзор, вградувал несоодветни материјали кои биле лесно запаливи, не били исполнети минималните технички услови за работа, а ниту биле запазени безбедносни протоколи при опасност. Меѓу 34-цата обвинети, кои според обвинителството не направиле ништо да ја превенираат катастрофата, се и членови на нивните семејства, екс-градоначалници, директори, инспектори и државни функционери како министри и секретари. Сите се гонат за исто кривично дело, тешки дела против општата сигурност, но по различни ставки. Во оваа група за 5 лица, меѓу кои 20 поранешни министри, постапката е запрена, бидејќи обемот на прибраниот доказен материјал до овој момент не е доволен да се покрене обвинение против нив. Се обезбедија докази за еден државен службеник кој постојано ги изготвувал лиценците за Пулс и кој директно побарал и примил подарок за себе и за други, за да изврши службено действие што не би смеел да го изврши. Во 2019 година прво обвинетиот побарал и добил 12.000 денари парична награда кои му биле исплатени на неговата банкарска сметка. Во 2024 година пак за поголема имотна корист од 226.000 денари на прво обвинетиот му изработил 2 фалсификувани лиценци кои ги заверил со службениот печат на Министерството за економија, а на кои своерачно се потпишал како да се потпишала обвинетата државна секретарка. Директорите пак на Дирекцијата за заштита и спасување, како и генералниот инспектор кој раководел со инспекцијската служба, се гонат дека, иако свесни дека може да дојде до последици од нивното непостапување, сепак не презеле мерки за заштита на луѓето и имотот од пожари, односно никогаш не организирале надзор, ниту иницирале вонредни инспекции. Тројцата градоначалници кои од 2012 до 2025 ја воделе општина Кочани се гонат бидејќи на местото каде е Пулс не смеело да има кабаре, а тоа функционирало. Знаеле дека објектот, така нареченото кабаре клуб Пулс, представува безбедносно опасен објект за вршење на угостителска дејност, бидејќи не ги исполнувал законските услови. Со своето непостапување му овозможиле на прво обвинетиот и правното лице незаконито да вршат угостителска дејност. За 11 лица е запрена постапката поради недостаток на докази и тие сега нема да се гонат со обвинение, но Коцевски посочи дека тоа може да се промени во иднина. Во однос на 13 полициски службеници кои вчера беа приведени, Коцевски кажа дека како соизвршители не постапиле според прописите на мерките за заштита на присутните во дискотеката Пулс, не спречиле палење на пиротехниката и направиле уште низа безбедносни пропусти. А по поплаките на дел од повредените од Кочани за условите во кои се лекуваат, одделот за физикална медицина во Кочанската болница веќе се реконструира. Повеќе од Сања Трајковска Ставров. Поплаките на повредените од Кочани за лошите услови во кои се лекуваат вродија со плод, па веќе се реконструира одделот за физикална медицина. За 3 до 4 недели повредените ќе имаат современи услови за физикална терапија во Кочанската болница, каде ќе се поправи се од зид до одвод, вели директорката Катерина Мирчовска.
додека надлежните ги поправаат просториите за физикална терапија во Кочанската болница, лекарски тимови ги прават последните подготовки за прием на првите 50 пациенти кои од среда заминуваат на рехабилитација во Пониква. Комплетна реконструкција која што опфаќа подови, зидови, водоводна канализациона мрежа, струја, комплетна реконструкција во зависност од потребите кои што веќе си ги изјаснија и физијаторот и физиотерапевтите според просторот и според потребите кои што ќе ги имаме во периодот што следува. И дополнително, значи, направен е план дека поголемата група која што веќе обавува физикална терапија во Кочанската болница од повредените ќе биде на Пониква и таму ќе обавува физикална медицина и рехабилитација. Од вторник во Кочанската болница пациентите ќе можат да прават и PRP третман, примање на плазма збогатена со тромбоцити, за кои досега патуваа до Скопје, а директорката вели дека се чекаат и апаратите за пулмолошки прегледи да пристигнат во болницата, за повредените да можат таму да ги направат и контролите на дишните патишта. Спирометар и апарат за гасни анализи од капиларна крв, значи кој што мислам во консултација со специјалисти по пулмологија. Значи во компјутерска томографија имаме во Кочанската болница и во соработка значи со пулмолозите, во контакт со пулмолозите се прави набавка на тие апарати, значи ги очекуваме во текот на наредна недела. Од Кочанската болница велат дека наредната недела треба да пристигнат и креми и завои, кои дел од повредените преку телефонската линија со владата побараа да им бидат достапни таму. Предлог препораките за македонските учебници за 7 одделенија, како и за евентуални заеднички чествувања, биле тема на разговор на 36-та средба на Заедничката комисија за историски и образовни прашања, што се одржа вчера и денеска во Скопје. Во врска со предлог препораките, повторно до израз дојдоа различните погледи и сваќања. Што се однесува до евентуалните заеднички чествувања, се разговараше принципиелно, а не по конкретни предлози, соопшти македонскиот тим од Заедничката мултидисциплинарна експертска комисија за историски и образовни прашања. Без оглед на различните пристапи и мислења, македонскиот тим од комисијата, како што нагласуваат оттаму, настојува на проактивен курс, при тоа залагајќи се за изнаоѓање конструктивни и одржливи решенија, базирани на позитивните европски практики, со заемно почитување на правото на различна перцепција кон минатото. Македонија не се соочува само со блокадата од Бугарија, туку и со членките во Унијата кои се противат на проширувањето. Ова е пораката која шефот на унгарската дипломатија Петар Сјарто ја упати по средбата со македонскиот министер Муцунски, кој пак информираше дека се уште нема потврда за евентуална средба меѓу македонски и бугарски представници во Хаг. Бугарија навистина отворено попречу вашите настојувања за интеграција, но вие не чекате заради тоа 20 години во ред. Ние искрено го поддржуваме Западниот Балкан и затоа сме во малцинство во Европска Унија, затоа што не треба да се заваруваме дека поголем дел од државите членки кога доаѓаат кај вас овака јавно ви зборуваат со убави зборови колку многу ја поддржуваат за членувањето на Северна Македонија во Европска Унија, толку многу што повеќе веќе не може да се изврши поддршка. Но кога остануваме сами зад затворени врати, нас 27 членки, тогаш мнозинство веднаш почнува да зборува за тоа зошто не би можело да се проширува Европска Унија према Западниот Балкан. Сакаме соработка, сакаме да имаме комуникација, сакаме да имаме што повеќе средби. Средбата која што ние имавме на почетокот на неговиот мандат во Михен беше на наша иницијатива. Ги поддржуваме напорите кои што доаѓаат за одржување на средби и во рамки на самитот на Хаг и на сите други форуми и ќе даваме секогаш поддршка на се она што значи добри односи со сите наши соседи, но истовремено тоа не значи отварање на било каков простор за одстапка по однос на тоа што е наша утврдена државна позиција. Толку во вестите, останете со Канал 5. Пријатна вечер.